Изминаа точно 7 дена, а ние сме повторно на истото место и истата ваша омилена фреквенција со добро познатата музичка емисија Наша сцена. И во овие следни неколку минути нашиот простор е резервиран за најновите музички остварувања на македонските пејачи, се разбира. Накратко ќе ги погледнеме новитетите кај Даниел Божиновски, Гоце Илиевски, Борче Беговски и Тино и Дејан Добревски. Причина повеќе за да останете со оваа наша сцена. Вообичаено и оваа наша сцена ќе ја започнеме со промоција. Она што е најново музичко остварување се разбира инструментално кај младиот Даниел Божиновски. Уживајте во преубавите инструментални звуци на Дандо Саса. Изминатиот период со работка на музички план заедно со импродукција бележи и Гоце Илиевски, или познат под прекарот Балада. Балада е наречен токму поради фактот што ужива да пее балади, кои што, како што вели и самиот, 70% од неговата музика преовладуваат баладите. Повеќе од разговорот со Гоце. Почитувани гледачи, во студиото на импродукција и денес имаме прекрасен гостен. Станува збор за Гоце Илиевски, Балада. Добре дојде во нашето студио. Како се чувствуваш? Добре за прв пат во нашето студио. Официјално да, добре ве најдов. Ви благодарам на поканата. Поздрав до
гледачите на вашата емисија. Па така да, сега го пуштам. Така, поводот за твоето гостување тука кај нас е снимањето на твојот прв спот за твојата прва песна, но ајде нешто повеќе ти ке ни кажеш. Така. Значи станува збор за песната "Биди ти моја". Музиката и текстот се мои, на Гоце Балада. Аранжманот е на Славко Ристевски, снимена е во студиото ProSound, во студиото на Славко. Така да, еве денеска во соработка со Интелевизија и продукција снимаме спот. Колку време ја подготвуваш оваа песна? И како се одлучите? Кој беше иницијатор за да снимиш една своја песна? Во глобала веќе со компонирање се занимавам 12 години. Моментално имам напишано готови песни, мелодија, музика и текст, околу 80 на песни. Како за оваа песна? Значи, случаен избор, автоматски. Седнавме во студио со Славко, одлучивме таа да биде. Инаку станува збор за забавна балада. Песната се вика "Биди ти моја". Така, доста интересен наслов. Сигурно сум дека е посветена оваа песна, но нема да откриеме ете за кога. Што ќе се случува во спотот, на кои локации ќе се снима? Така, значи за скоро веќе започнуваме? Така, значи официјално денеска се снима, како што реков, во соработка со Продукција, со Ване Петковски. Спотот е љубовна приказка. Ќе се снима на неколку места во Охрид, на мостот на Желбите, во неколку охридски хотели, во околината на Охрид и така. Целта е да се долови суштината на песната. Така, за скоро време нашите гледачи ќе имат можност да го погледнат овој спот. Кои се твоите очекувања? Па се разбира со вакви професионалци како што е Ване Петковски ИНТВ и Славко Ристевски, така да гарантиран успех. Така. На почеток кажавме Гоце Илиевски балада. Така. Имаш доста интересен прекар. Така. Од каде? Така. Значи тоа е музичките соработници ми го дадоа. Тој прекар, пред се тоа не го дефинирам како прекар, како некој суметничко име кој што извира како резултат на моите песни. Значи 70% од песните ми се балада, како што претходно ви напоменав, пишувам текстови, пишувам мелодија, музика, така да во глобала песните се балада. Така, за кого до сега сте направиле песна? Така, моментално немам за никого. Значи во преговори сум со една позната македонска пејачка, во интерес на меѓусебниот наш заеднички договор, сега за сега не можам да открием, меѓутоа благовремено ќе бидете известени. Така, нека биде изненадување и за нашите гледачи, за нашите слушатели. Со кои музичари соработуваш? Така, значи моментално немам соработувано со никого, во преговори сум со два бенда. Моментално работиме на репертоар кој што ќе го свириме по ноќните клубови. Така, значи за сега немаш настапи, но публиката веќе нека очекува и твои настапи заедно со свој бенд. Така. Пред да започнеме со интервјуто, спомна дека подготвуваш и нови песни. Така, да. Значи песните во глобала се подготвени, фали само аранжман. Аранжманот го додава Славко Ристевски, ProSound студио, проверен тип, проверена успешна екипа, која што како резултат на моите песни, на стиховите и на мелодијата која што ја креирам и создавам, дава само единствено решение, тоа се вика успех. Така, за првата песна веќе снимаме спот, ќе има уште неколку песни, а веќе за следната година ќе имаме и албум, така? Официјално, да. Колку песни од прилика планираш да има на тој албум? Па некаде од 10 до 12 песни. Дали ќе имаат и другите песни видеозаписи или прво ќе видиме како ќе помине? Не. Овој? Значи за секоја песна договорено е да се снима континуирано спот. Песната се снима и спотот. Така, пред самиот крај уште на нашите гледачи да ме откриеме од каде љубовта кон музиката и кога започна да се занимаваш со музика? Значи првиот настап ми е на 5,5 години во живо на смотрите, на училишните смотри. После континуирано сум учествувал и на патронати училишни, меѓутоа почнав со некои интелектуални проекти, така да животот ме повлечи од таа страна. Сега од љубов кон музиката повторно се враќам на тој правец, така да тоа е тоа. Така, се надевам дека тоа ќе биде успешно и се надевам дека убаво ќе си поминеме денес на снимањето, дека ќе излезе одличен спот, дека нашите гледачи ќе бидат задоволни, ќе ја слушаат и твојата песна и ќе го гледаат убавиот спот. Пред самиот крај што ќе им посакаш на нашите гледачи ширум светот? Значи автоматски слушајте квалитетна музика, следете ги добрите музички ноти и квалитетните музички текстови. Ти благодарам за гостувањето, те очекуваме повторно за промоција на спотот. Така, ви благодарам на вниманието и на одвоениот музички и медиумски простор. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Младиот Борче Беговски, кој што ни доаѓа од Охрид, на големо ги прави своите музички чекори. Неодамна тој направи преработка на песна која што потекнува од Дебарскиот крај, а песната носи наслов "Лична Фатима". Во следниот период Борче најавува и други македонски изворни песни како и своја авторска песна.
Драги мои, во студиото на Импродукција секогаш си имаме прекрасни гости, така и овој пат. Со мене е младиот и талентиран Борче Беговски. Борче, добре дојде за прв пат во студиото на Импродукција. Добре најдов, јас се чувствувам многу прекрасно што сум тука во ИНТВ телевизија студио. Така, поводот за твоето гостување во Импродукција е снимањето на твојата песна, поточно преработка на една стара македонска песна, така, која не е доста позната на нашите гледачи. Така, за која песна станува збор? Песната се вика Лична Фатимо, значи се работи за Фатима и Мевмет, значи тие се дебарски, од Дебарски регион. Така. И мене едноставно ми се бенди са песнава, пошто е изворска, со така инструменти зурла, тапан и... Така, и реши да си ја снимиш оваа песна? Да, решив да ја снимам. Не е многу пеана песна. Така. Затоа ќе имаат можност нашите гледачи со твојата изведба повеќе да ја запознаат оваа песна и сигурна сум дека ќе уживаат во оваа песна. Кои се твоите очекувања, прва преработка за тебе? Што очекуваш од ова? Па јас очекувам со еден чекор да сум напред. Значи јас ги сакам тие песни, ги сакам народните песни од тој крај. И очекувам дека ќе им се допадне на нашите гледачи, дека ќе се допадне на гледачите. Јас тука предлагам да направиме мала пауза и да го погледнеме твојот настап за оваа песна. Вие, драги мои, уживајте. Зурла запалака, свадба голема, ке ја дават лична Фатима, лична Фатима, за ме да. Лична Фатимо, чини ја детот, да го видиш зетот низ прстенот, да го носиш во срцето. А ти ме венеде, азгар момече бре, на коњ да ја качиш невестата, да ја носиш таткова куќа. Далечината, колку тешка е вистината. Лична Фатимо, чини ја детот, да го видиш зетот низ прстенот, да го носиш во срцето.
Fatimo, čini adetot, da go vidiš zetot, niz prstenot, da go nosiš vo srce to. A ti me vnede, asgar momeče bre, na konj da ja kačiš, nevestata, da ja nosiš tatkova kuća. Ете, драги мои, се враќаме повторно во студиото. Се надевам дека ви се допадна оваа изведба на Борче. Борче, кој беше иницијатор за оваа песна и кои се твоите музички соработници за истата? Иницијатор беше Драган Ковачевски од Перт, Австралија, главен водител на 95,6. Тој беше главен иницијатор на таа песна. Јас соработив со Славко од Прилеп. Така. Значи снимена е во Pro Sound студиото на Да, во Славко. студиото на Славко. Во моментов го поздравувам. И се надевам дека очекува и тој да направиме добра студиска видеоснимка. Така, пред да започнеме со интервјуто, ми кажа дека ја сакаш изворната музика македонска. Така. Дали во иднина ќе продолжиш само тој стил да го негуваш или ќе се пробаш и во некој друг стил може? Може нешто да се смени, ама повеќе ја сакам таа музика и песни. Така, значи ќе продолжиме со изворната музика. Да. Дали нашата публика може да очекува и авторска песна? Дали си размислувал околу тоа? Па сум размислувал сега со самата работа, се надеваме дека ќе има и авторска песна. Така. Во моментов немаш настапи, немаш ни свој бенд, но дали во иднина можеби ќе ќе се оформиш бенд? Немам се уште, ама со самата самодоверба и работа се надевам дека ќе пробам и дека ќе успеам, се надеваме. Така, јас ти благодарам, Борче, што одвои време да кажеш збор два за нашите гледачи. Пред самиот крај, што ќе им посакаш? И јас ви благодарам многу и ми е чест и задоволство што сум овде. И се надеваме дека ќе биде све во најдобар ред. Така, ти благодарам уште еднаш и посакувам оваа твоја преработка да биде доста слушана од нашата публика. Ви благодарам и вас. И двајцата се музичари, но се од две различни земји. Всушност соседски станува збор за Дејан Добревски, кој што ја пее и негува македонската песна, а од неодамна и Тино, кој што потекнува од Бугарија, но на големо ја пропагира и негува македонската песна. Тино зад себе има албум со македонски песни, а во следниот период она што ги спојува овие двајца музичари е менаџерската соработка. Повеќе од разговорот со Тино и Дејан. Почитувани гледачи, денешни наши гости, се разбира и ваши, во наша сцена се веќе добро познатите музички имиња на македонската музичка естрада, Дејан Добревски и Тино, или Деко и Тино, накратко кажано, така? Така. Добри ни дојдовте во импродукција. Добро ве најдовме, многу ни е мило и драго. Навистина, искрено да кажам, се чувствувам како дома, бидејќи повеќе пати сум гостин во вашата продукција, во вашата телевизија. И навистина, искрено се чувствувам баш како да сум дома. Така. Токму и затоа кажав именави како веќе познати. Да. Веќе публиката ви има видено, ви има запознаено и ја знае вашата дејност, односно вашата работа и она што вие го творите на музички план. Тино, повели. На мене ми е драго, тоа ми е второ гостување Так. во ИНТВ. Јас се извинувам за мој лош македонски јазик, а знаат повеќето од гледачите дека не ми е мајчин јазик, Так. окей, трудам се да зборувам добар македонски. Така, сепак ќе се разбереме, значи нема да има Се никаков проблем. Така. Па ајде, еве ќе започнеме со Дејан. Дејан, што е најново еве на музички план кај тебе? И ете дел од прашањето ќе биде и на кој начин ја воспоставивте соработката со Тино, со оглед на тоа што пред малку кажавте дека Тино е веќе твој менаџер. Така, да.
Значи, вака, најново кај мене е годинава имам два успешни фестивалски настапи, од кои што сакам да ги кажам, да ги истакнам. Едниот беше Канео Фест, на кој што земав награда од публика, исто така и Охридски трубадури, каде што учествувам веќе не знам трет пат, мислам дека. Исто така ми е многу драга наградата од публика. Наградена песна, сакам да ги спомнам авторите, композиторите кои што работеа на тие песни, значи Петар Миленковски, Цане Петров Биоритам и секако се разбира беа работени на мои авторски текстови. Ова зборувам за македонската музика. Во однос на првото прашање, како новитет. Второто прашање кој што ми го поставивте, значи околу спојката помеѓу мене и мојот менаџер Тино, токму виновниците во позитивна релација кажано е ИНТВ телевизија и продукција, бидејќи за прв пат преку вашиот медиум ме забележа Тино како уметник, бидејќи претходно знаат и гледачите па и диаспората дека работев 10 години самостојна, како самостоен естраден уметник и водев самостојна музичка естрадна кариера без никаква менаџерска подкрепа. Да кажам, не бе врзан со менаџер, освен со продукција Сенатор Мюзик, кој што сите ја знаат од Битола. 10 години бев нивни ексклузивец со два студиски албума, по кои што ме памети публиката, едниот Пуста да е Австралија и вториот Мојата љубов. Каде што веќе третиот е во најава и во подготовка и тоа е најновиот новитет од нас, каде што ќе има на него балканска музика, каде што пеам јас на повеќе јазици. Така, одлично. Тино, еве се најдовте преку ИНТВ, од каде желбате еве да соработувате заедно со Дејан? Па тоа е како во љубовта, или има хемија или нема. Так. Значи кај вас се јави хемија. Хемија се јави така, не љубовна секако, се шалам. Музичка хемија. Музичка хемија. Јас сум задоволен од све што на него му он бараше промени. Така. Како стајлинг, како пеење и што му кажем, он ми верува како ја на него. И ја имах сега можноста да се изјавим како композитор во неговата прва песна која ќе пее на бугарски јазик. Исто така сам и текстописец на песната и сам презадоволен од тоа што начинот по којто Дејан го испеа. Так. Баш сам многу задоволен. Так. И се надам дека за напред албумот негов кој ќе со балканска музика, значи ќе пее на бугарски, на македонски, на српски, може и на турски, не знам, се уште мислиме на тоа. Тука имам можноста да кажем дека имаме соработка со еден многу добар македонски композитор, Боби Серафимовски, со кој се знаеме од кратко време. Имахме така понудени од него 4 песни, кои 2 се за Дејан и 2 се за мен. И се надам дека тоа ќе биде нешто ново во македонската естрада, зашто и 4 песни ќе ги снимаме и на македонски и на српски јазик. Јас на бугарски нема да ги снимам секако, зашто јас си правим продукција тука за Македонија, но се надам дека слушателите ќе останат задоволени од нашата продукција. Така. Покрај гласовните способности на Дејан, колку неговиот изглед беше пресуден за да постанеш негов менаџер? Па добро. Сега, ако беше пејачка, ќе го гледам. Ама добро, зашто он е колега пејач, то баш не. Значи, како пејач има квалитет кој ме додирна и зашто предните му два продукта, албума, така, двата албуми, не кажувам да се лоши, а некој му кажал дека он треба да пее само деветки, седмици, како да не. И јас ќе докажам дека може да пее и друго. И ако треба да бидем искрен од првиот му албум, има една балада, мислим да е на шоу. Тони Апостолович шоу. Така. Он вика, ја не можем да пеем балади, она ма најубава од всичките продукции до сега, преди да запише моите песни. Така. И се надам да го видат во едно ново амплуа. Дејан Добревски. Така. Сега на Дејан е редо да го открие новитетот кој што вие на големо ќе го промовирате тука во им продукција. Пред се доста примамлив и интригантен насловот на песната. Така е, значи насловот на песната е Секси Аполон, каде што комплетен автор е Тино, значи текст, музика, аранжман снимана е во студиото на Биоритам, Цане Петров.
ја миксаше песната и ги снимавме вокалите, исто така ми помогна и Тино, ми пее пратечки вокали во песната. Нешто навистина поразлично, како за македонската публика, така и за пошироката јавност. Нешто што до сега во Македонија не е слушнато, не е видено, не е направено. Многу се радувам тој чекор што го направив, од Тино сум презадоволен од соработката, откако заедно како двојка функционираме и работиме. Исто така за оваа песна сме во план да снимаме со продукција видеоспот, кој што ќе се снима на Малта. Се надевам дека ќе имаме успешна реализација. Песната е навистина многу интересна. Еве, за прв пат премиерно ја пуштаме во ИНТВ. Веќе Дејан ти ја најави, јас немам потреба да најавувам, значи премиерно Секси Аполон. Секси Аполон, така е. Намери си миличка, готино момче, да те вози само тој в Шевролет, да те љуби в Мезонет. Ако искаш малката ти да си добре, намери си миличка, готино момче, да те вози само тој в Шевролет, да те љуби в Мезонет. Леле маце, за да си добре, намери си бизнисмен момче, да е готин и с мобифон, да е секси Аполон. Леле маце, за да си добре, намери си бизнисмен момче, да е готин и с мобифон, да е секси Аполон. Париж билет, за да видиш как се ближа сладолед. После ще се върнем в моя месонет. Ох, какъв късмет! Ще ти купя, миличка, за Париж билет, за да видиш как се ближа сладолед. После ще се върнем в моя месонет. Ох, какъв късмет! Леле маце, за да си добре, намери си бизнисмен момче, да е готин и с мобифон, да е секси Аполон. Леле маце, за да си добре, намери си бизнисмен момче, да е готин и с мобифон, да е секси Аполон. За да си добре, намери си бизнисмен момче, да е готин и с мобифон, да е секси Аполон. Леле маце, за да си добре, намери си бизнисмен момче, да е готин и с мобифон, да е секси Аполон. Леле маце, за да си добре, намери си бизнисмен момче, да е готин и с мобифон, да е секси Аполон. Леле маце, за да си добре, намери си бизнисмен момче, да е готин и с мобифон, да е секси Аполон. Ете не повторно назад, навистина прекрасни музички звуци, морам да признам. Колку Дејан ти се пронеде во оваа песна и од каде инспирацијата? Благодарам, значи
секако дека се пронајдов во песната, исто така и во пеењето. Тино тука многу ми помогна, бидејќи навидом, иако изгледа едноставно да се пее на бугарски или на српски или на било кој јазик, не е така едноставно во студио кога ќе се влезе, бидејќи јас од другиот аспект, од мојата професорска гледна точка, некои зборови навистина во студио треба да се даде повеќе од потребното, така да, ме измачи во студио дефинитивно, меѓутоа сум задоволен и јас секој пат сум борец и не се откажувам, одам до крај. Се пронајдов навистина во песната, ми легна, значи нешто кога е како велат, како гардеробата скроено по ваша мерка, нема тука промаше. Сега да се надополнам за инспирацијата, морам тоа да го кажам и огромна благодарност до нашата колешка, исто така и приватно сме и другари и пријатели, нашата фолк дива Благица Павловска, која што ми даде значи инспирација, идеја до некаде можам да кажам, така да кога на тие релации, тие нели средби кога ги имаме во нашите естрадни разговори, ја послушав, ми даде огромна инспирација, го побарав тоа од Тино го реализираше и јас бев воодушевен, просто не можев да верувам колку тоа беше експресно направено, скоцкано, осмислено и се надевам дека со таа песна гледачите ќе ме прифатат и ќе бидам секако ние се трудиме да бидеме сите на некој начин своји и препознатливи. Јас сум веќе препознатлив во македонската естрада, меѓутоа сега ги прошируваме соработките надвор од границите и ми е навистина многу битно што ќе понудам на тој пазар, така да се надевам дека со Секси Аполон направивме вистински погодок во прав момент, покрај останатите композиции кои што исто така имаат провокативни наслови, меѓутоа конкретно за оваа песна, која што ми е прва, каде што пеам на тук јазик, нели? Не на мајчиниот, така. Инспирацијата секако беше и дел од советот на нашата колешка Благица Павловска, која што ја поздравуваме во овој момент. Така, секако голем поздрав. Кажи односно инспирацијата, не си тачен. Благица му каже на него, деки, кога ќе правиш нов продукт, биди различен. Ти си млад, дечко, добар глас, гласистас. Значи, у твоите песни треба да има страст, секс. И ја за тоа намерно напишав Секси Аполон. Така, она е жена кој без страст и секс, не знам како ќе биде. Така, тоа е нашата Благица. Така. Токму така, она што впрочем Благица го внесе во 90-тите години во незините песни, па постанаа хитови кои што и ден денеска се пеат и препејуваат. Така е, апсолутно, да. Во тој контекст на муабетот. Така. Дејан, колку време ти беше потребно да спремиш песната пред се пееш значи на бугарски јазик? Колку време беше потребно за да научиш зборовите, да научиш да ги изговараш правилно? Да, па од прилика мислам дека 2 месеци беше период, бидејќи Тино беше во Лондон, јас бев тука во Македонија, го има веќе материјалот, работев на материјалот, меѓутоа секако кога влеговме во студио да снимаме и да работиме, тука веќе за еден ден се заврши снимањето, меѓутоа мојот период за јас да ја навежбам песната и да го совладам материјалот, затоа што не е само да го совладате текстот како текст, треба да ви легне и мелодијата, и хармонијата и се да е компактно, бидејќи сега за дел од гледачите не знам колку ќе ме разберат, бидејќи јас нели бев и професор по естрадно пеење, меѓутоа за мене беше многу битно, затоа што пеам на друг јазик и сакам значи да ме разберат луѓето што пеам и што сакам нели секој збор да биде точно и правилно испеан, не изговорен или изрецитиран. Така да 2 месеци, период од 2 месеци ми беше потребен. За да звучи точно како што треба, вистински да звучи, бидејќи тоа беше целта на Тино. Значи да се постигне тоа на вистина, да се долови вистинското, не да биде само шаблонски, како ние што знаеме да се пошегуваме, пролетерски како автобуска, ради реда, како автобуска нели постојка поминато само, него да се даде на вистина и тука се вложивме двајцата и мислам дека за секоја една песна потребно е навистина време за да и се посветиш, да ја обработиш, да ти легне, да ја почувствуваш како своја. Инаку, ако е за кратко време, нема да се долови тоа вистинското што треба да се долови сршта на една песна. Така да тоа е периодот. Така, одлично. Сепак 2 месеци, значи не се мал период. И тоа ние паралелно комунициравме постојано релација Македонија-Лондон.
Така, максимална експлоатација. Да, навистина, да. Така, она што е интересно, Дејан пее веќе бугарски, а Тино упорно македонски песни. Зошто? Се исцрпили бугарскиот пазар, што не верувам? Па ја не живеем од 2000-та година во Бугарија, за мен бугарскиот пазар и бугарската песен и телевизија, даже ако сакаш, е затворена страница. Да. А ја живеем надвор. И имам причина да сакам македонската музика. Некако се пронаѓам подобро, како темперамент, како текст, аранжман, сечко, и реков, си кажав дека ќе направиме една проба и мислим дека се получи добро. Првиот ми албум кој е на македонски, Балкане. Он ми, деки ми вика, како ќе пеем на бугарски, викам, ја шо можем да пеем на македонски, така и ќе можеш да пееш на бугарски. Не се многу различни езиците, а добро. Ги заменувате улогите. Да. Така, и да, вечерва сакам да ви представим една од омилените мои песни со наслов Младост ке ни помине. Она е дело како музика, текст и аранжман на Далибор Ѓошич. Му се заблагодарам за добрата продукција. И това е што ја барав да испеем песен која ме додирна многу силно. Така. Предлагам да слушнеме и таа песна, да направиме кратка пауза, па повторно назад со разговор. Прва љубов е око мое, каде ли скиташ, каде лумпуваш, дал ке се вратиш, писмо ке пратиш, или ке останам сам да тагувам. Прва љубов е око мое, каде ли скиташ, каде лумпуваш, дал ке се вратиш, писмо ке пратиш, или ке останам сам да тагувам. Срцево силно стега градиве, за тебе полува. Подај ми рака, мила, остани, за тебе место чувам, знај. Срцево силно стега градиве, за тебе полува. Ако срце сега не дојдеш, младост ке ни помине. Каде да појдам, тебе те гледам, пред очи како света икона. За нас се молам, за љубов горам, за тебе душо се ке направам. Каде да појдам, тебе те гледам, пред очи како света икона. За нас се молам, за љубов горам, за тебе душо се ке направам. Срцево силно стега градиве, за тебе полува. Подај ми рака, мила, остани, за тебе место чувам, знај. Срцево силно стега градиве, за тебе полува. Ако срце сега не дојдеш, младост ке ни помине.
Срцево силно стега вгради бе, за тебе болува. Подай ми рака, мила, остани, за тебе место чувам, знай. Срцево силно стега вгради бе, за тебе болува. Ако срце сега не дојдеш, младост ке ни помине. Прекрасна музичка македонска песна, Тино, морам да те пофалам, навистина прекрасно звучи. Сето тоа, па ајде еве пред малку го спомна Далибор Ѓошич за музички соработник, со кои се други македонски автори, музичари бележите соработка или па можеби на повидум се некои нови соработки со нови македонски музичари? Значи во мојот први албум Балкане, сите 10 песни се на Далибор Ѓошич, како музика, текст, аранжман. Имах среќата да работим со најдобрите македонски музичари како Джело Дестановски, Кавали и Тапани, хармоникашите Дарко Илиевски и Дуле Божиновски, Илија Филиповски виолинист, Аце Тренковски кларинет, браќа Нуневи, кларинет, тромпети и саксофони, Сара Николовска пратечи вокали, една великолепна пеачка. Имам веќе понуди од други композитори за мои будучи проекти, како имаме една дуетска песен со Деки, напишана за нас од Цане Петров, како музика, текст, аранжман. Песната беше подготвена за Филиграни 2018, но поради ангажман во Бугарија откажахме участието во фестивал. Се надевам дека ќе имаме прилика на некој наредни фестивал да ја промовираме. И секако прво ќе испееме и во НТВ, зашто тоа е телевизија која квалитет и професионализам нема таков. Не во Македонија, на Балканот. Благодариме. Па еди Денки ни открие повеќе околу филиграните, зашто ги откажавте филиграните и кој е следниот ангажман? Така, па вака, мене ми е навистина жал што не успеавме нели временски, бидејќи ни се поклопува фестивалот со нашите ангажмани кои што ги имаме, бидејќи откако сум во соработка со Тино во период од 6 месеци, навистина имам веќе премногу ангажмани надвор од Македонија и знаете, нашата професија бара многу нели релации, патувања, подготовки, настапи, сето тоа одзема време и навистина ни се поклопи некако 30 со 31 фестивалското гостување со нашите ангажмани во Бугарија. Така да од таа причина го откажавме, инаку ќе беше, мислам ќе бевме дел од филиграните. Секако кога сме во Македонија и во можност гледаме нели кога има фестивал, а сме во можност да учествуваме. Меѓутоа ангажманите си го прават своето. Е сега околу нашата агенда нели на ангажмани се движиме на релација, еве заминуваме Бугарија. Од Бугарија после тоа одиме Штутгарт, Германија, потоа одиме Швајцарија, Шведска, Малта, така цела речи си во глобала Европа, така да, на Малта исто така. И нели во пакет со дочек на Нова година, најверојатно ќе бидеме Бугарија, во пакет со нашата колешка Благица Павловска. Така да горе-доле тоа се околу нели турнеите и настапите и тие, да кажеме, концертни вечери, балкански вечери, шоуа, ги имаме горе-доле по Европа. И еден дел по диаспората кој што ги работиме, нели Австралија, Америка, Канада, меѓутоа тие се да речам на подалечни дестинации и поретки од таков тип. Овие тука Европава ни е поблиска и така да ни се почести. И мене ми е многу драго навистина, бидејќи целосно сум исполнет и давам максимум од себе и гледам тоа да го оправдам пред се и кај Тино како мој личен менаџер и секако да биде публиката задоволна, бидејќи ние се тоа го правиме за луѓето, за публиката кои што ја сакаат музиката, не сакаат нас како уметници и тоа е наша должност, тоа е наша мисија. Така, токму така, убаво кажано. Тино, ќе продолжиш ли со пеење македонски песни, творење македонска музика? Секако, имам веќе, како што кажах пре, да понуда од композитори како Цане Петров, Его Боби Серафимовски,
секако ќе молам, ќе барам песен од Мојсо, кој докажано име во македонската естрада. Како што рекох, ќе имам дует со Благица Павловска. Така. Бугарска песна кој текстот го напишав сам, а музиката се надам Баси ќе ја направи или ќе направиме соработка со Цане Петров. Сакам песен од Мартин Вучич, многу добар композитор и се надам дека тоа што го сакам ќе го реализирам. Секако. Така, со ништата не се оставаат настрана кога тогаш ќе се изреализираат. Не, секако во Македонија се осеќам како дома. Така. Имаш ли македонски корени? Влечиш ли македонски корени? Не тачно, ама тоа е многу лично и не сакам да го споделувам со јавноста. Но сепак реков да не генот е во прашање. Тако, пола. Так. Пола. Так. Во ред. Следно новитет, Дејан, следен новитет, можеби некој нов албум? Така, да. Значи работиме веќе на новиот проект, паралелно покрај ангажманите кои што ги имаме надвор, се работи на новиот материјал, што мене ми е особено драго и се радувам, бидејќи во Македонија, барем до сега, од нашите колеги, сметам дека има нешто работеа дел, колегите Анета и група Молика за српскиот пазар, каде што едно време јас учествував, имав снимено 2 песни за Pink, учествував на нивни програми. И останатите други колеги се да не ги именуваме, кои се соработуваа и со нашата колешка Елена Велевска со Бугарија, така да имавме многу колеги кои што соработуваа со Србија, Бугарија и така натаму. Меѓутоа сметам дека ваков проект во Македонија до сега, колку што сум јас барем на естрадава, 10 години, меѓутоа и периодот претходно немало ваков проект да се издаде во Македонија. Балканска музика, каде што еден солист пее на повеќе јазици и ставено на носач на звук, а да го издаде македонска продукција. Така. Каде што е навистина интересно, бидејќи се пее на повеќе јазици, како што кажа Тино, да не се повторувам, ќе се снимаат најразлични спотови на најразлични дестинации, а сепак уметникот е македонец и од Македонија и ќе биде изданието сепак издадено за наш пазар во нашата Македонија. Така да, еве, нешто правиме еден проект, каде што до сега сметам дека од моите колеги го нема работено, да речем, како балканска музика, ставено на, имаат снимано, меѓутоа не е во таков стил, во таков фазон правено, каде што ќе бидат, многу е битно стилот, фазонот, начинот на кој што се изразуваш, бидејќи балканска музика кога се работи не е навистина шала и така лесно, затоа што покрај пеење на тук јазик, тука мора да е уклопено од изгледот, стајлингот, комплет, емоција да се даде, да речеме кога се снима бугарска песна, друга емоцијата, српската си бара друго, турската, ромската, значи имаме многу варијанти, каде што треба да се даде друга емоција, да се даде друга гардероба, друг стајлинг, друга шминка, друга фризура, сето тоа е поразлично, а сепак да биде спакувано во еден продукт, каде што ќе биде балкански проект со издание во Македонија. Накратко кажано, светско, а наше. Ете така, бидејќи мојот менаџер Тино, јас секаде каде што гостуваме, навистина ми е драго кога ќе кажам Тино е еден светски човек. Токму така, да. Ми беше чест за остварениот разговор и за тоа што ја прифативте поканата да бидете гости тука во Импродукција. Ми преостанува да ви посакам уште многу успеси понатака и да се гледаме за уште поголеми успеси. Така, ви благодариме навистина, од срце се чувствуваме навистина како дома. И секој пат сме добре дојдени и секој пат се трудиме нашите новитети најпрво да пристигнат на прагот и на вратата да тропнеме на ИНТВ и Инпродукција, па потоа и во останатите наши медиуми. Меѓутоа секој пат премиерно заслужни сте бидејќи вие сте виновниците за нашата спојка. Така, одлично, ми беше чест и особено благодарам за убавите зборови. И благодарим. Благодарим уште еднаш.
После овие прекрасни новости кои што ги слушнавме од македонската музичка сцена, како и промоциите на новитетите на видеозаписите, зад кои што се разбира се подпишува им продукција, верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание во минутите кои што беа предвидени за оваа наша сцена. Повторна средба ќе ви закажеме за точно 7 дена на истата оваа фреквенција. Ви останете и понатака со програмата на нашата телевизија и секако со сето она што ве прави среќни. Довидување.